На 20 на километри од Скопје, на планинскиот масив Јасен, од неодамна се наоѓа уникатна еколошка и туристичка атракција која го носи името Гризли Иглус. Единствен од ваков тип на Балканот, проектот нуди неверојатни можности за авантура, но во исто време ја чува и штити природата и представува вистински рај за сите љубители на природата и еколошката одговорност. Посетителите можат да уживаат во пешачење по екопатеките, јавање или планинарење, додека се восхитуваат на убавината на околината. Главниот фокус е за чување на природата и одржување на еколошкиот баланс, а сите активности се спроведуваат со почитување на природните ресурси и животната средина. Сместувачките капацитети се комплетно македонско производство, монтажни, еколошки одржливи, користејќи обновливи извори на енергија и рециклиран материјал. Тие се изградени во хармонија со природата, обезбедувајќи комфортен престој за гостите, без да го нарушат еколошкиот баланс. Сите заинтересирани ќе можат да се приклучат на организирани тури, водени од искусни водачи, кои ве учат за локалната флора и фауна, историјата и културата на областа. Оваа туристичка атракција има за цел да ја поттигне свеста за зачувување и грижа за националниот парк и природата, додека нуди единствено искуство на своите посетители. Во текот на изминатите 2 дена, екипите на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, во координација со град Скопје, спроведоа акција за отстранување неколку диви депонии, лоцирани во скопската општина Ѓорче Петров. Во рамките на акцијата беа подигнати и транспортирани приближно 100 кубни метри претежно кабаст, градежен и мешан комунален отпад, при што се отстранети 60 кубни метри отпад од обемна дива депонија на улицата Црногорска, во близина на автобуската постојка, како и 40 кубни метри отпад од неколку помали диви депонии, лоцирани на улиците Македонска војска, Христо Батнџиев, Борис Сарафов, Никола Пушкаров и Лука Геров. Градот Скопје и јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје апелираат до граѓаните правилно и свесно да го одлагаат својот отпад и на тој начин да придонесат кон заштита на животната средина и јавното здравје. Ученичка била нападната пред 2 дена во основно училиште во Газибаба. Според пријавата, девојчето било нападнато негова соученичка, а за случајот алармирал таткото на натепаното девојче. Од Министерството за внатрешни работи велат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. Секторот за внатрешни работи Скопје во текот на вчерашниот ден продолжи со контролите во областа на сообраќајот. На територија на град Скопје изречени се вкупно 129 мерки, меѓу кои за возење повеќе од дозволената брзина 24 санкции, 12 мерки за возење без возачка дозвола, 4 санкции за минување на затворен сигнал црвено светло, 4 мерки за користење на мобилен телефон при возење. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Од Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Од управата за хидрометеоролошки работи велат дека времето утре ќе биде променливо облачно и посвежо, со повремени врнежи од дожд, особено во северозападните делови каде ќе има услови за ретки грмежи. На планините врнежите повремено ќе преминуваат во снег. Ќе дува слаб до умерен северозападен, а во западните делови повремено засилен западен ветер. Под влијание на серија влажни бранови до почетокот на следната седмица времето ќе биде променливо облачно наместа со повремени врнежи од дожд. Во петок пообилни врнежи се очекуваат во јужните делови, а во недела на повеќе места. Поради спуштање на постудена воздушна маса на планините, врнежите повремено ќе преминуваат во снег и на повисоките планини ќе се формира нова снежна покривка. Природната стабилизација на времето се очекува на крајот на овој месец и околу првомајските празници. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам, убавка ја